Со боксови во главата, градоначалникот на Берово, Драги Наджински, му вратил на пензионерот Глигор Арменски на прашањето кога ќе се мести новиот покрив на црквата Архангел Михаил. Натепаниот пред новинарските камери јавно обвини дека градоначалникот во ресторанот на Ловниот дом во Берово, наместо да му одговори на прашањето за црквата, агресивно го нападнал и не престанал да го боксува. Со бокс, тоа како на ринг. Ние не сме имали градоначалник, ние сме имали боксер градоначалник. Колку удари добивте? Ја, познава се, имам 6 удара. Тука се се поделени на поединечно ударите. Му возвратите? Не, немах време од првиот удар, бех нокаутизиран и бех паднал. Он пак врез мене и само удара со тупаници. Дали беше во алкохолизирано состојание? Не алкохолизирана, него тотална, мисля за градоначалникот, тотална алкохоличар. Пензионерот со повреди на главата и на телото има лекарско уверение. Настанот го пријавил во полиција и судски ќе докажува дека градоначалникот го предизвикал инцидентот. Драги Наджински пак има поинаква верзија за насилството. За Алфа тврди дека пензионерот му пристапувал неколку пати и ги повторувал истите прашања. Откако увидел дека не може да го отстрани со пристојни зборови, на крајот само го турнал. Не признава дека го натепал со боксови. Дојде на мојата маса, ми досаѓаше стално нешто, бараше, беше под дејство на алкохол и ја му рекол да не ослободи, да се тргне од масата. Тој не сакаше, дури во еден момент со рака и ми удари. Тогаш станав, јас го турнав, може би заради пијанството, што беше премногу пијан, падна, но дотрчаа луѓето, го исправија, го крена, не разделија и јас си заминав. Градоначалникот немал обезбедувачи да го заштитат од досадни и наметливи граѓани, затоа самиот проценил дека е во опасност и действува. Чија верзија е точна ќе утврди судот. Инцидентот го проследиле неколкумина сведоци кои знаат кој провоцирал, кој нападнал и дали градоначалникот со боксови одговарал на граѓанските прашања. Пензионерот Глигор, поранешен возач на неколкумина градоначалници во Берово, и денеска го посети храмот Архангел Михаил за да го провери остарениот покрив на црквата. Не знае кога ќе биде реновиран, а во општината сега му е страв да праша.